Единствената борба на ДУИ е да ја намали победата на ВМРО-ДПМН на следните парламентарни избори со цел да не може најголемата опозицијска партија сама да формира влада. СДСМ веќе не е никаков фактор и не се прашува за ништо, вели лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Коментирајќи ги оставките на министрите од партијата на Ахмети, вели дека на нив не треба да се гледа сериозно, бидејќи ставот на ВМРО-ДПМН е јасен, а тој ќе го видат сите на 18 август, кога уставните амандмани ќе бидат на пленарна седница во Собранието. Мицкоски јасно порача дека уставни измени нема да има. Кај нив е важно, посебно кај ДУИ, СДСМ и така е веќе завршена приказна. Колку е можно помал број пратеници ВМРО-ДПМН да досве на следните парламентарни избори и да се доведе ситуацијата да не може да направи влада без ДУИ. И во таа кампања СДСМ е тотално неупотреблив повеќе. Мицкоски потенцираше дека она што актуелната власт го договорила со Бугарија удира директно врз националните интереси на Македонија и не може да биде прифатен во државава. Вели посебен проблем во иднина ќе биде што СДСМ и ДУИ веќе ги срушиле позициите на Македонија и во преговорите кои во иднина ќе ги води следната влада предводена од ВМРО-ДПМН. Со помош на македонските власти Бугарија влегува во многу подобра позиција од Македонија. Они не знаат што прават и мислам дека дополнително ја отежнуваат работата затоа што знаат дека се на одење и некоја идна влада на ВМРО-ДПМН која што ќе седне и ќе го решава овој проблем достоинствено како што треба да го решава, ќе има потешка почетна положба. Оти сега тоа е исто како вие да трчате на 100 метра, ама едно е ако почнете од нула и да имате рамен терен, а друго почне од 50 метра. Мицкоски е наставот дека парламентарните и председателски избори следната година мора да бидат во исто време, а не како што сака власта посебно, иако се во само 2 месеци. Според Мицкоски, покрај тоа што 2 изборни процеси скапо ќе чинат државава, Македонија нема ни време, толку време да поминува во кампања. Вели неуспешен ќе биде планот на СДСМ и ДУИ со заеднички кандидат да победат и на тој начин да го срушат рейтингот на ВМРО-ДПМН. Победник на следните председателски избори во март ќе биде или кандидатот на ВМРО-ДПМН што ќе го предложи, или нема да имаат успешни избори. Мицкоски потенцираше дека поразителна состојбата со македонското правосудство, вели дека обвинителите и судиите пропуштиле шанса да ја докажат својата професионалност, вовлекувајќи им се на политичките елити.